Ова изгледа е некоја напуштена стара база. Тоа нас не ни треба, тука негдека има водопади, така ни се викаше мисијата. Вие стоите тука. Држите го на око ребропилот. Јас ќе одам во извидница. Чекај ме и мене. Ајде побрзо. Еле, цевка. Мора да е таа низлез. Да влеземе во неа. А у мене нема да ме собере. Па нормално дека нема да те собере зашто јадеш за петорица. Ајде да параме поширок отвор. Мора да параме водопади. Мене ми е страх. Не се грижи, напуштена е база. Ајде да одиме да разгледаме како е внатре. Треба да ја земеме од премата од ребробилот. Не треба батерија. И ова може да ни потреби исто така. Па нели е напуштена базава? Да, ама ако има некој животинче, така нешто. Цутка, онда нешто светка, да видиме што е. Еј, ама куферче. Еј, немој да допираш. Може да е бомба. Неавте нешто сотка? Од водопади ни капка. Најдовме подземни тунели и едно сребрено куферче. А зошто не го донесовте? Може да е некоја заборавена бомба. А зошто се пикате во темниците, мислите водопадите се вонатре? Абе, Коркач, таква ни емисијата, гледаш, ке имаме батериски ламби. Велам јас да се качиме на некоја височинка и да ги најдеме водопадите. Браво, бе, Деспина. Затоа ни се потребни лампите. Пус, ако најдеме некоја риба, ќе испечем. Каков плюс, каков минус, бе, дебел? Нели ние двајца бевме и ги баравме водопадите и ние ги најдов? Да, ама не бевте на оваа страна. Е, па ти помало не се буни. Не се занесува ти на сестра ми. Ево га, ај престанете. Ке се качиме на таа височинка и ќе видиме што ќе правиме. Кој се плаши, нека си остане во ребробилот. А кој не, нека си ја заврши мисијата. Знаеме, Сотир, колку си храбар. Немаме што да ти кажеме. Прашајте за оружје. Чичо оружје. Немам бе за оружје, немам миролюбив модел да му се пукнам. Не сака да запали. Чичо не сака да запали. Мора да запали. Почнете процедурата од почеток.
Не ми се верува. Грешка направиле компјутерите. Како на филм. Како рече чичкоте? Како се викале? Silver Dead. Молам, говорете македонски. Добро де, тоа на англиски значи сребрена смрт. Тоа се роботи кои се побуниле против луѓето во 2025 година. Дали ти се верува? Коки! Тој тоа деца од другото малку сакаат да купат билети за театар. Здраво. Ти си тој Коки? Да, јас. Јас сум Нена. Бабо! Што ме налој бе? Што се дере? Гладна. Ке купувате билети за театар? Како ви се вика представата? Дрвена кавга. Ако сакате чинат по 20 денари. Добро бе, батка. Во колку саат почнува? Во 18 час. Еве, ние сме 10 души. 10 по 20, 200. Доста е? Доста. Богати марсулковци. Не ми се допаѓаат. Малку се прчат, ама галет ја важно платиш за карта. Што се случи? Абе ти прво изджвакај па после збори. Овие некои богати, а? Богати, глупости. Да ви кажам право, и мене не ми се допаѓа. Треба да внимавам. Не е важно да си ја дадеме представата. Абе како ни тргна денес, што фали рефлекторите ни прегоре. Коки, пријателе, разбуди се, стани. Дрвата наводно се скарани. Костен собор не си кажува збор. Станувај, немој да си толку спор. Што е? Кој е? Кажи Листу. Што е толку важно? И зошто изгледаш толку тажно? Коки овие прават проблеми. Леле, уште тоа ни требаше денес. Слушай, доклучи го Монг и кажи на Јана да го стави макет. Види што се случи. Абе, идиоти! Дечки, а кај се гоци Јана, бе? Не знам. Што е ова? Ништо, после ќе ти кажам. Татко им на Гоци Јана ги заклучил дома. Зошто? Зашто некој крадел од подиумот. Кој може да биде тоа? Тој мисли дека сме ние. Имам идеја. Ајде, носи, дигај! Абе, не бамбори многу, се ти е тешко. Александар, немој така да му зборуваш на детето. Ако бе, сине, излезете малку од подрум. Тато Арно ви вели сонце да ве фати. Па бе си плаќам, се си плаќам, дупло плаќам. Ајде, доста. Не е се во парите. Доста веќе. Попатив тарамијата? А? Ова може да биде и последна представа. Александар, немој така да зборуваш. Остај ги децата да ни дадат представа.
Нали, над представа. И сега? Колку пари вари? 30 денари. 40 денари. Па многу е бе 40 денари, да, Мануе. Ајде. 40 денари. Што нам? Господине Филип, има ли еден билет за мене? Како не е бе повелета? Колку чини? 40 денари. Ова е родителска. Нема проблем. Ти. Видете нешто, рефлекторите не се расипани. Веднаш доаѓам. Што е проблемот? Што нам? Како ќе полетаме? Видете што ни направија. Не натера надвор да го извадиме параванот. Параванот е надвор, а не е рабробилот. Така е. Да, ама параванот е микро-макро гардеробат. Така е. Како е? Без гајле. Употребете ја микро-макро гардеробата и летајте слободно. Никој нема да ве забележи. И како нема да не забележат? Така ќе кажете дека тоа е костум за представата. Ајде, отидов јас. Ало, чичко нам. Добар ден, комши, како сте? Добар ден. Добро дојдов. Добар ден. Добар ден. Господине Наум, може малку ракиичка? Благодарам. Едно ракиче научиче колку за циркулација. Благодарам, не пием алкохол. Еве, ако вие не пиете, и јас ќе го испијам. Ајде, до здрави. Може сокче. Може. Жолто од кај си или црвено од вишни? Жулто, ајде. Ај, Науме, абе, децата не изгина. Види, оди таму, види што е тоа со струјата. Абе, деца, арни сте, деца, добри сте! Добро, видиш? сепак ќе поедам да видам. Добри сте, деца? Да. Се е под контрола? Се е под контрола. Ајде, побрзете, ќе се посумневаат. Ајде. Науме, што стана? Ништо, а? Ништо, се е вред. Се е во ред? Верите, нешто не... Во ред е? Повелете. Ако е во ред, Благодарам. Ајде, на здравје. Што е ова што правите? джемче. Джемче. О, прст ти да излезиш. Лани беше супер, година уште порно. Ајде. Ами, јас го правам нешто. Дами и господа, македонски народи посироко, денеска за вас специјално еколошка представа, изглед во природа. Е наплов за куклите на темпераментири, мора да ве чујат за да излезат.